Ние имаме информации дека во Росоман се прават притисоци пред избори. Сега вклучен е голем број на полиција, се оди по куќи, се делат пари и така натака. И како кандидат за градоначалник на општина Росоман и актуелен градоначалник, не интересира вака да ни дадете повеќе информации, дали е тоа точно? Па вака, да, точна е информацијата. После резултатите од првиот круг, интензивно се врши притисок, има присуство на 7-8, можеби и повеќе возила полициски, кои што постојано се во Росоман, постојано не пратат, не следат сите, да речем, наши активисти, постојано се следени со возила, исто лично и јас, моето возило постојано го следат. Притисок невиден се врши, не само и по луѓето, и по гласачите, и по сите општо. Меѓутоа има и присуство на инспекторати. Фирмите се тресат, се вараат документи, секакви, постојано се под увид на инспекторати, без разлика која фирма, во секоја фирма се влева, дали е поголема или помала, нема врска тоа. Така да раководителите подрачни од повеќе институции, земјодели и други исто се постојано на терен, по луѓето, со закани, со уцени, така да страшен притисок. Буквално, да не речем, ама ќе речем Росоман е под опсада. А зошто е токавиот интерес, например, на ВМРО ДПМН за Росоман? Што толку е Росоман? Па, искрено да бидам, јас ја добив информација дека се купуваат карти за луѓе да се донесат од страна. Од она ние што го имам јас веќе го начнав да речем како тема. Се прави некоја feasibility студија за регионална депонија, меѓутоа тие го негираат тоа. Исто така, сигурно имате некоја друга поголема цел која што можеби ние не можеме да ја видиме. Тука знаете дека минува експресниот пат. Да. Има нели приклучок во Росоман, така да по мое или тоа или некој друг бизнис кој што Росоман има како потенцијал. Тоа е исто Росоман е погодно и за таква работа, за фотоволтаици, така да има голем интерес тука во општината. Јасно. За поставување на такви централи, така да можеби да е такво нешто.